Државната власт со нов, проактивен пристап кон работата сигнализира по различна динамика за новата администрација. Уште на првиот ден по преземањето на функцијата, новоизбраниот премиер на Македонија, Христијан Мицкоски, придружуван од градоначалникот на Штип, го започна мандатот со поставување на камен темелник на нов клинички центар во источниот дел од земјата, како и изградба на нов спортски центар, дел од заложбите за унапредување на рекреативната инфраструктура во градот и промоција на поздрав животен стил кај жителите, како и обезбедување напредни медицински услуги во регионот. Одлучните акции на новата влада не останаа незабележани. Политичките аналитичари велат дека системот на работа во ВМРО ДПМН секогаш има тенденција за поголема агилност, насочена кон решавање на проблемите на граѓаните. Очекувано беше ова, ВМРО како систем на организирање знае да работи и да функционира со дедлайни или со рокови за извршување и проектно. Така да тоа што е зацртано и тоа што го навести во основа веќе новиот премиер Христијан Мицковски, јас во голема мера не ми изненадување начинот на кој се функционира во изминативе 36 часа, ако може да кажеме така, од донесувањето на владата. Гледаме дека секој од министрите има тенденција и желба да се докаже на терен, да покаже дека е оперативен. Веќе вториот ден по формирање на новото владино мнозинство се означи почеток на значаен инвестиционен проект и во енергетиката. Изградба на 55 ветерни турбини во вредност од безмалку 500 милиони евра. Покрај чекор напред во енергетиката, не се изоставени ниту локалните самоуправи. Од владеачката партија за утре најавуваат почеток на изградба на нова, модерна детска градинка во Штип, проект кој е дел од стратегијата за подобрување на раното детско образование и поддршка на работните семејства. Аналитичарите велат дека одлучните акции на новиот владин состав создаваат пример и поттик за тоа како ќе треба да работат и по ниските ешалони во администрацијата. Те надевам дека исто така ќе биде и во оној трет ешалон, значи помеѓу директорските позиции, затоа што токму тие кои имаат директен контакт со таргет групите и со обичниот народ. Знаете, понекогаш министрите се многу битни, министрите се тие кои се сликата и огледалото на политичките партии, но во основа контактот со реалниот, со обичниот народ се сите оние локални раководители, директори или условно речено водачи на некакви си подрачни единици, директори на институции, и токму таму ние ќе видиме дали работата на терен е таква каква што треба. Годинава беше година на избори во светски рамки. Како кај нас, така и во многу други земји има ново формирани влади. Па во споредба со регионот. Новата влада во Бугарија беше критикувана поради бавниот одговор кон растечките барања на граѓаните, додека пак во Србија фокусот по изборите беше насочен кон консолидирање на политичката моќ во земјата.